Ај, како тоа ја давате за Коптагел? Сега се случи овде голема грешка, Коптагел не дојде заради тоа. Да не разбравте погрешно. Не дојдовме да ја бараме керкави. Зашто е цвеќето и чоколадите? Ако не дојде да ја бара черка ми, зошто дојде? Мене ли ке ме бараш? Господе Боже, Керко, стани и ствари кафе? Не, нема потреба од кафе. Ама како така? Како може син ми Коптагел да се отиде да не испие едно кафе како младоженец? Оди, Керко, станува и свари по едно кафе, ајде. Господин Дузгјун, не дојдовме да ја бараме вашата керка. Добро де, тогаш кажете ми зошто сте дојдени овде? Коптагел, кажи нешто. Јас, Жими Бога, се парализира, вакава шок ми дојде. Изненаден сум, вкочанет. Од возбуда. И мене ми се случи истото. А сега ќе ве раскажам целата приказна. Еднаш бевме поканети на една прослава. Дојдавме овде за венчавката на едни наши роднини. Тогаш имав можеби 20 на години или можеби помалку. Бев толку силен што камен да стисне, вода ќе потечеше од него. На венчавката видов една девојка. И јас тогаш многу се влюбив во девојката. Што се вели, се влюбив на прв поглед. Се загледав, ете вака во девојката. И замислете си, тоа беше Ѓулнур, нивната мајка. Од возбуда јазикот ми се обеси, а исто така и на нејзе. Ѓулнур избега од мене, а јас не знаев зошто. И да ви кажам право, толку ја сакам што умрев од љубов по неа. Се ветев себе си дека ќе се потрудам да го решам овој проблем. Потоа одлучив да живеам во Сакликој. Теравара овде најдов работа и почнав да работам за низиниот дедо. Од една страна имав и работа, а од друга страна имав копнеш и љубов кон Ѓулнур. Потоа за се и кажав на баба Нурие. Мојот дедо беше многу познат и го вика Сулеман. И реков, бабо, умирам од љубов према ќерката на господин Сулеман. Дојди и реши ми го проблемот. За среќа, фала и многу, жената не ме одби. Рече, одиме да ја бараме раката на девојката. Бев сигурен дека господин Сулеман имаше само една ќерка. Ама излезе дека Ѓулнур имала сестра постара. Се викаше Илкнур. Мајка им починала. Секако на баба Нурие не го кажав името на мојата сакана. А таа му рече на господин Сулеман дека ја бараме раката на Илкнур. А сега слушайте внимателно. Сега доаѓа интересниот дел. Отидов да ја побарам раката на девојката. Јас секако мислев дека сме отишли да бареме раката на Ѓулнур. И одиме таму, рацете ми се тресат од возбуда, ми се тресат и нозете, очите не ми гледат никој друг освен Ѓулнур. Јас не слушав внимателно, па дури после некој време забележав дека предлогот беше за раката на Илкнур, разбирате? Господи Боже, што ли се случува, си реков? Сакав да кажам дека се работи за Ѓулнур, ама устата ми се суши. И од возбуда не можев да зборувам. И така ми ја дадоа Илкнур. Морав да се оженам со неа. Што можев да направам? Ама таа почина, а беше многу добра. Многу ја засакав. Почина третиот ден од како ја роди Илџун. И добро. Што добро? Откако почина Илкнур, ми ја дадо Ѓулнур. Такви се обичаите, знаете. За да не се дели земјата, девојката ја дадо на истиот човек. Разбирате? И така, мојата прва љубов би стана Балдаза, ама подоста мојата Балдаза повторно можеше да ми стане моја сакана. И двете многу ги сакав. Никогаш не ги изневерив, верувајте ми кога ви велам. Видете колку убави ќерки ми дадоа двете жени. Двете таму се закопани една до друга. Таков е животот, тоа е. Ај, доста, господине Дузгјун. Не дојдовме ние овде да ја побараме раката на Илѓун за Коптагел. Да, вашата приказна е многу интересна. Како не изгледана серија од 140 епизоди, ама тоа не за сега воопшто. Господин Дузгјун, да. Дојдовме да кажеме дека сакаме да разговараме за вашите производи. Не ја бараме керкави. Тоа да не ја лага. Не, зошто лага? Само сакаме да ја откупиме жетвата, само тоа сакаме, не сакаме друго. Тато, сега кога препродавачот се јави и кажа дека се откажува, еве дојдоа нови купувачи. Па го кажа ли тоа? Ја дадов ли јас керка ми на Коптагел или не ја дадов? И секако дека ќе се погодиме и за производите. За парите ќе се договориме лесно, не е проблем. Ај, ќе ми се слоши.
Ај, моето срце не може да го издржи ова, момци, ајде да одиме. Зошто? Каде ќе одите? Останете барем да си го испиеме кафето. Ај, пулсот ми се забрзува, да одиме, ајде, не можам да пијам кафе, ајде. Ајде. До гледање, синко, до гледање. Ке се видиме утре да разговараме за свршувачката и за венчавката. Ке се договорим за се што треба да се направи. Добро, ќе го средиме тоа, во ред. Еј, види вамо, ти зошто ништо не кажа? Тивко, гледа надолу. Ако викате ќе не ги откријат лагите, да одиме на сигурно место, таму ќе разговараме. Господине, повторно ли дојде оној без покана? Не дека дојдо како непоканети гости. Тоа беше непоканет скакулец. Скокна еднаш, скокна втор пат, третиот пат го ловивме. О, што бо ми дојде. Каде е сестра ви? Влезе внатре. Зашто? И бидејќи е во шок, тато. Зашто е во шок, бе, ќерки? Затоа што без да ја прашаш дали сака или не сака ја даде веднаш, бе, тато. Затоа е многу шокирана. Илџун! Ќерка, дојди ваму! Не тере ме да повторувам! Дојди бргу! Вие двете седнете ваму. Седнете. Седни тука. Колку пати те прашав дали господин Фери дојде тука? Има ли нешто меѓу вас двајцата? Не ми се допаѓа оваа ситуација. Колку пати те прашав? Те прашав ли? Ме праша, тато. Прашав. Добро, и што одговори ти на тоа прашање? Реков дека ќе ја донесеш недобрата одлука за мене. Реков дека никогаш нема да се противам на твојата одлука. Така е. Слушнавте ли, девојки? Слушнавте ли? Да, слушнавме. И сега, како твој татко, ја донесов најправилната одлука за тебе. Разбра? А зошто го направив тоа? Затоа што во овој момент верувам дека за тебе тоа е најдобро. Керко, кога си млада, мислиш дека се е лесно. Ама како растеш, почнуваш да разбираш повеќе. Верите слаб, ке те повреди, а син ми Коптагел ке те носи на раце. Јас, керке ми, нема да ја дадам на слаб, туку на силен човек. И сметам дека оваа тема за секогаш е затворена. И точка. Ерол! Повеле Газа. Ода во Меана. Внимавај на куќата. Се разбира, господине. Сега ти си главен во куќата. Како ќе кажете, господине. Не уништивте. Зошто би се женил со нестарата ќерка на Дужју, не разбирам, а? Што е, ова игра може да заврши на свадбена маса. Ќе седам таму, Коптагел, со моето вистинско име. И што Фикри ќе рече дека не се презива Сабир, туку се презива Беш, така? И што ќе биде тогаш? Зет ми е во право. Се разбира дека сум во право. Ќе се разоткрие работата и сите ќе сватат дека сум најстар син на Фикри. Мислам дека не треба да разговараме за тоа, туку за што ќе правиме понатаму. Не сум нервозна заради тоа. Нервозна сум заради нешто друго. Зошто молчевте таму? Зошто не кажа ништо? Зошто молчеше, ти кажи ми сега? Браво, секоја чест. Навистина браво. Браво бе луѓе, браво. Што требаше да му кажам таму, а? Тој човек ме притисна до зид. Јас само се трудев да не кажам нешто глупово. Молчев и за малку ќе заспев. Седев таму како славен на кој му го нема кавалчето. Што друго можев да направам? Ајде, бидете паметни, кажете. Не, јас не знам што да мислам. Ама ти беше горд кога сакаше да ти ја даде ќерка му. Браво бе, Елмас, браво, живи Бога, браво. Се однесуваш како некој детенце бе. Самиот ми ја даде девојката.
Јас ја побарав ли, што требаше да направам? А ти си виновна, знаеш ли? Ти ми рече да ја носам оваа вратоврска, а ти реков дека не сакам да ја носам. Извини, ама згоден сум. Што да правам? Тоа е тоа. Луѓето сака мене да ми ја дадат девојката. Ти реков дека не сакам да ја носам. Ти ме натера да ја ставам. Затоа човекот мислеше дека јас сум кандидатот за раката на ќерка му. Братче, ама многу сум згоден да ти кажам, а? Ајде, Душо, облечи го Што ова. е тоа, бе? Ајде, стави ја. Ај, Обе, Елмас, па! те болеше ли Не тоа? сакам, што е сега ова? Е вратоврска, Душо, сакам да те видат во вратоврска. Ама, чекај, што е ова? Ама не ми треба. Елмас, претеруваш сега. Последен пат ја носев на училиште, не ми ја стави сега. Ова е кој медал за култура на врат, жими се, ме загушува. Душо, одиме на деловен состанок. Сакам да бидеш многу елегантен. Попушти малку, попушти. Многу е тесно. Што правиш? Попуштам, Душо. Не можеш да облечеш кошула со отворен врат, зете. Мора да бидеш представителен. Ти си презентабилен. Доволно е еден представник, разбираш ли? Ај, ама како така? Ај, Представ- устата има да ти ја залепам јас. Може би ќе Ај. биде полезно, дај Боже. Ај, Душо. Ајде, за мене те молам. Не може, а што е со цвеќињата и чоколадата? Значи, жими се, човекот ќе помисли дека одиме таму за да побараме ќерка му. Вие нормални ли сте? Намерно го правиме ова така. Кога ќе разбере господин Дузгјун дека не сме тука да ја побараме ќерка му, туку неговите производи, што ќе направи? Ќе ни ги даде. А, добро, супер, тетино. Жими Бога ќе го изиграме и ќе се согласи на се. Точно. Жими се, многу глупав план, еј. Жими се, многу. Врати се, а? Токму така како што мислев, нели? И сепак ти, Елмас, стоиш пред мене и мене ме обвинуваш за се, така ли? Што е сега? Земи си ја вратоврската. И суши си ги солзите со не. Ето, така ќе стане символ за тоа, може ли? Земи, повелејде. Добро, Душо, добро. Извини, не успеав. Не мора постојано да ме ги фрлаш во лице моите грешки. Доста веќе. Секој пат кога ме обвинуваш без причина, ме повредува. Како не го сваќаш тоа? Се чувствам како некој љубовник фрлен во зандана, разбираш ли? Дојди мамо. Се уште ли не разбираш, Господ Елмас? Господ Елмас секси. Како се викам јас? Коптагел. Како се презивам? Беш. А како се викаш ти? Елмас. Како се презиваш? Екси. Знаеш ли која е мојата цел во животот, а? Ти да бидеш Елмас, екси Беш, разбираш? Свати го веќе тоа. Екси Беш, а? И не го зборувам ова зашто си вознемирена и за да те убедам. Разбираш што значи тоа Беш? Секако разбираш. Дојди ваму. Што се смееш, бе, Зелен? Што правиш така? Што тоа бе? Што направив? Ја бакнав. И направи операција на носот, знаеш? Ај, тетино, што да правиме? Секогаш се бакнуваме вака, место да не се смееш, смисли друг план. Дај нека не измислува други планови. Подобро нека се занимава со нешто друго. Само ни прави проблеми и пак ќе ни врзе и раце и нозе, разбираш ли? Да, најде за што да се држиш. Фердо, јас сум како Дузјун, едноставен, мирен човек, разбираш? Синко, дај бе, за малку ќе се оженам со Илгјун, еј. Опушти се, ќе го решам ова. Пак вели ќе го реши. Ќе разговарам со татко ми, ќе го реши проблемот. Да, сигурно ќе го реши проблемот. Бето Фери, сестра ми е многу лоша. Татко ми отиде да прошета, ако можеш дојди за 5 минути. Одете кај татко ми, доаѓам. Во ред? Види го како се однесува. Јасно, друже капетане. Не ми се верува, што е ова, Полека, бе? Душо, полека. Мисли дека е Фердинанд, не Фери. Сите сме нервозни. Ке ми простиш ли, Душо? Ќе ти простам, Душо, кога не сум ти простил? Не, само не прави веќе така. Оп. Каде е? Господин Ферич, што правиш тука? Што е сега ова? Ероу, оставите, молам. Зошто да те оставам? Ќе те испратам да си одиш. Хајде, оди си. Додека не ја видам Илгјун, не одам. Излези од овде или ќе му кажам на господин Дузгјун. На кого сакаш, кажи му. Можеш и да му се јавиш да дојде. Ако не ти е жал за Илгјун, ако немаш срце и не веруваш во љубовта, јави му си и кажи му нека дојде, добро? Во право, Еро. Каде е Илгјун? Иде таму. Влегувам натре. Застани ти. Зарем воопшто не веруваш во љубов? Верувам, ама... А сестра ми го сака Ферит. Немаш ли ти срце?
Ти се колнам, не сум виновен. Татко ти брзо реагираше. Се испреврте и не можев да разберам ништо. Ферите, молам, оди. Слушај, татко ми ќе дојде. За кратко ќе биде тука и ќе биде полошо. Девојките се на тераса. Ако си дојде татко ти ќе ни јават. Дури и да не го направат тоа, од овде ќе видиме кога ќе се врати. Не грижи се. Ти ветувам, ќе не спасам и двајцата од оваа ситуација, не грижи се. Како ќе не спасиш? Ме дадоа на брат ти. Татко ми покаже какви му се намерите. А брат ти што направи? Не направи ништо, така? Не отвори ни уста. Тоа може ли да се смени? Разговарав со брат ми. Твојот брак со брат ми технички не е можен. Зошто? Женете со некоја друга? Не е тоа причината. Како и да е, кога ќе дојде време ќе дознаеш. Ќе видиш дека ќе бидеш моја. Тоа веќе не е можно. Илгюн, види ти ветувам дека ќе го решам тоа во ред. Ми треба малку време. Мојата наклонетост, мојата љубов према тебе никогаш не ослабна. Со секој ден станува се посилна. Се повеќе се заљубувам. Само малку време. Ми треба малку време. Не разбирам за што служи ова време. Во меѓувреме татко ми ќе ме венча за брат, ти ќе видиш тогаш ти. Ама не знам. Може би брат ти ќе умре, како што умрела мајка ми и тогаш дури татко ми ќе ме венча дури тогаш за тебе, така? Не зборувај такви нешта. Не е убаво. Тогаш правиш што ќе правиш, ама да завршиме со тоа, добро? Разбери, времето нема да ја реши оваа работа, верувај ми. Те молам. Што да правам? Ке се појавам пред татко ти и ке кажам дека ја сакам Илгюн. Ама знаеш што мисли татко ти за мене? Девојки, сега сум многу нервозен. Што разговара толку долго, татко ви само што не дошол. Опушти се, Ерол. Ќе видиме кога ќе дојде. Нема да се случи ништо лошо. Кажи нешто. Не знам, Ферит. Не знам ништо. Добро. Кажи му на татко ти дека ме сакаш. Но тоа не е можно. Не можам да го кажам тоа. Никогаш не сум одела против татко ми. Не можам. Не можам. Како и да е. Оди си. Татко ми може да се врати во секое време. Ајде, оди сега. Добро. Ќе дојдам повторно. Тато? Зошто викаш, бе, черко? Ме изплаши кога ти идов вака одеднаш пред мене, бе, тато. Кога се врати ти дома? Сега, влегов од задната врата. Ајде, тато, малку да седнеме на тераса, сигурно си жеден после прошетката и ќе ти направам еден ајран. Може да те освежи малку, тато. Ајран ли? А? Да, оправо си. Ајде, донеси го ајранот. Јас да видам како е сестра ти. Што правиш, Керко? Ништо, тато. Размислувам за нашиот разговор. Размислуваше? Керко моја, размисли. Имаш толку работа, а постојано размислуваш. Само магаре може да те разбере тебе. И што заклучи?
размислив. Времето ќе излечи се. Мислам дека веројатно ќе се навикнам на тоа. Живи Бога бев лут на себе што те растажив пред Бајрам. Како и да е, добро е што се разјасни. Ајде, дојди да те бакнам. Машала. Девојки, дојдете да ве бакнам и вас. Дојдете. Машала. И тебе. Фала му на Бога што ви имам. А сега, Ерол, дојди со мене. Доаѓам. Зошто дојде овде? Мислев дека ќе ме бакнеш и мене. Имам работа за тебе. Ке те бакнам надвор. Ајде, издегувај. Како ќе кажеш? Оди пред мене. Ако дозволиш, сакам јас прво да излезам. Повели, газда. Господе Боже. Дојди ваму. Слушај сега. Девојките се исплашија кога ме видоа, сигурен сум во тоа. Кога излегов и отидов во мената да не дојде помалиот син на Фикри? Не, газда. Овде сум цело време, ќе видев ако дојдеше. Браво за тебе. Дојди сега да те бакнам и тебе. Така треба, паметно. А јас влегов од задната врата, зашто знаев дека ти си овде. Колко е моќна љубовта. Дури Ерол го убедивме да лаже, а? Ова цвеќево на што мириса, бе? Еве го зетко Ферит. Што правите? Разговаравте со татко ми? Не успеавме, тетино, затоа што зетот отишол за Истанбул. Во Истанбул? Да, ако сакаш и јас ќе би кажам. Бев таму. После ифтар сите седнавме на площадот. Бато Фикри одеднаш се растажи нешто додека разговараше со Лас Исмаил. Разговараа за нешто... Како и да е. Во меѓувреме старешината Емине добила покана од општината да оди на состанок за Бајрам. Жената прашуваше како да оди во Мармарис. И така се жалеше, а Бато Фикри рече дека за денот на празникот ќе оди во Истанбул на гробот на неговата почината сопруга. Беше многу растажен. И така и понуди на жената да ја однесе во Мармарис, ако сака се разбира. А потоа и баба Нурија рече дека и таа ќе оди до главниот град. Сака да го види уште еднаш пред да умре. Рече дека и се отвориле очите. Завршили? Да. Браво. И што ќе правиме? Прави што сакаш, бе, братче. Планот ти пропадна. Слушаш ли, Фердо? Пропадна, готово. План? Каков план? Што? Не треба да ви кажуваме за секој наш план, господине Решат. Ама јас ви кажав се, господјо Елмас. Чекај малку, бе. Какво е во однесување со тетка ми, а? Не разбирам. Не реков ништо. Не идувам на Божите раце против лукавоста на ѓаволот. Во име на Господ љубовта и милостивоста. Зекат е нашата благодарност спрема возвишениот. Тоа е нашата предаденост и предаденост на неговата милост. Тоа е символ дека можеме да го следиме Божиот пат, подарувајќи се што ни припаѓа. Браќа мои, во Куранот е запишано дека милостината е многу важна. Тој што ќе го подели своето богатство на патот со Бога, награден е со среќа и вечен рај. Слушај, каде е господин Фикри? Отиде во Истанбул да го посети гробот на мајка ми. Дознавме од како се вративме од ке вас. Ова е некоја нова игра или тој за мене... Среќен празник. Среќен празник. Среќен празник. Ја барате раката на девојката му за таткото,
Ништо не знаете. Мислам дека избего целото. Среќен празник. Среќен празник. Среќен празник. Простојно, тама работа. Среќен празник, Среќен празник, господин Решат. Среќен празник. Навистина не знам ништо за тоа. Реков дека дојдовме со добра намера. Ама вие му ја дадовте Илгјун на брат ми. Слушај, Вану, немој да ме лутиш, ова овде е село, а не град. Запамети го тоа убаво, јасно? Господин Дузгјун, го знаете татко ми. Дали би сакал вака да се даде Илгјун? Никој не го сака тоа. Не можете да го правите тоа без да дозволи тој. Мислам, после она што се случи, мислам, подобро е да тоа остане меѓу нас, за да немаме проблеми после тоа, разбирате, нели? Види го што зборува, како ние да не сме на страната на девојката, туку Фикри. Како и да е, ке видиме. Татко ти ке се врати, а потоа ке разрешиме се околу доаѓањето по невестата. Фала. Ајде, Рол. Ајде, до гледање, среќен празник, момче. Среќен празник, Мангуп. Среќен празник. Што е ова? И зошто е затворена канцеларијата на старешината, бе? Да доемине? Да доемине? Да доемине? Боже! Оф! Не ми се верува. Овде стави го, те молам. А што правиш ти? Јадам сирење. Зошто јадеш? А зошто да не јадам? Сепак Рамазан заврши, не треба да постиме веќе, нели? На утрото на Бајрам, мажите одат на утринска молитва, а жените спремаат појадок и се однесуваат како да постат. А потоа, сите заедно седнуваат на појадок. Не јадат стојки на нозе, не го знаеш ли тоа? Не знаев, тетичке. Кажи, Душо. Кога ќе можам да ја облечам новата облека? Да завршиме со појадокот, да честитаме Бајрам, а потоа ќе се облечеш. Добро. Да беше бари Џунејд тука. Џунејд, каква врска има тој сега? Ништо, тој е градско дете. Сакав само да го прашам дали изгледам како градска девојка во новата облека. Тој се разбира во тоа, затоа што се разбира. Душо, и ние се разбираме, Господе Боже, не грижи се, ќе изгледаш одлично. Сите ќе се изненадат. Добро. Сол. Не додала сол. Што правиш, кого чекаш овде, а? Кого може да чекам да емине да ја отвори канцеларијата? Отиде во Анкара, момче, на состанок со општината е. Што зборуваш, бе? И што ќе правам сега? Сакав да најавам нешто, бе, Боже. Имам клучеви, господине. Можам да отворам врата. Господ да те казни, бе, Фазил. Зошто ме нервираш на Бајрам, кажи ми, ајде отвори ја. Празнична шега е ова. Отвори врата, шегаџио, ајде. Барај. И стави некој пари таму, ајде. Ајде. Еден, два, три обид. Здраво. Внимание. Најава од главната канцеларија на Салиќој. Лас Исмаил после ручекот ќе го изведе неговиот познат настап на тапани кој ќе биде на плоштадот. Види, бе, секоја чест. Не очекував дека Лас Исмаил ќе го направи ова. Молчи, девојко.
Ги каниме сите жители на селото да заиграат заедно. Повелете на плоштадот. Дадо за забава зборува. Да не се претвори оваа забава во венчавка. Не, ти не грижи се. Штом дојде решат, ќе договорам се веднаш јас. Добро, Дадо, ти верувам јас тебе, да? Добро. Што велат? Го пропушти. Ај, заборавив ли сол да ставам? За малку ќе заборавев да уште постиме. Добре што се сетив. Мислам дека не ставив сол. Добре дојдовте, повелете. На здравје, поја докато е спремен. Здраво. Стави, ајде, стави. Ке ставам, бато. Може да сготвите јајца и пастрма. Дома имаме пастрма. Не направивме, бато, ама спрживме многу вкусни јајца со Добро, пиперки. убаво сте се снашле. Еве мен, повелете? Ако сакате да каже молитва како најстар. Амин. Чекај бе, кажа ли нешто? Кажи ни на нас па и ние да кажеме, не само амин како така. Се помолив, момче. Господи Боже, да ни ги прифати Господ молитвите. Ајде, повелете. Не разбирам. Што е ова? Како шок со сол? Ама само малку сол ставив јас. Што? И ти ли стави сол? Да. Девојко, и јас ставив сол? А зошто стави сол и ти? Не готвев ли јас покрај шпоретот? Зошто се мешаш во се? Во се се мешаш. Може би затоа што ти забораваш се. Го посолив и јас мислејќи дека си заборавила ти. Добро, ме направи сега будала. Добро, доста веќе. Не може да бидете такви за време на Бајрам. Има уште толку многу храна што може да се јаде. Ајде, повелете. На здравје. Убаво се најадов. Желудникот се намали малку јадевме, ама сицум. Тато, да направам ли празнично кафе? Не, ќерко, не. Прво ќе ги посетиме гробовите, а потоа ќе се напиеме кафе со гостите. Синоќе не успеавме да се напиеме кафе. Додиме сега да си го честитаме Бајрам. Добро. Бакни ме рака. Среќен празник, тато. Среќен празник и за тебе, ќерко. Чекај малку. Ке ви дадам малку пари за празникот Бајрам. Чекај, повели. Земи, трни се сега. Ти чекај тука. Ерол е постар од тебе. Ерол е член на нашата фамилија. Ајде, синко. Среќен празник, јас да. Среќен празник. Дојде вамо. Среќен празник и за тебе. Дај да те бакнам. Ете така. А сега, повели, синко, како мој син, ова е за тебе. Газда, нема потреба. Молчи и земај. Ајде, оди. Среќен Среќен празник. празник, ќерко. Среќен празник. Среќен празник. Ја, машала. Еве, земи за тебе пари за празникот. Дојди вамо, дојди. Дојди. Машала, Господ да ви подари многу убави празници. Дојди вамо. Доволно ли ти е? Доволно е, тато. Ама гледам сакаш повеќе. Чекај малку. Ајде, доволно е сега. Земи. Еве ги, суртуци ни заедни. Дојдоа непоканетите. Среќен празник. Среќен празник. Да бакнем рака. Среќен празник. Среќен празник, фала, фала. Среќен празник, Бајрам. Среќен празник. Среќен празник, Илџун.
Среќен празник, Ерол! Среќен Бајрам! Среќен празник! Среќен празник и на тебе! Среќен празник. Земи ги овие пари и подели ги со сите. Ајде. Добро. Ајде седнете. Ајде да седнеме. Добро е, поедувавме. Сега може да си честитаме празник. И па ајде, ти си постар од мене, почни. Добро. Господ Гелмац, Господин Решат. среќен празник. Среќен празник и вам. Среќен празник. Фала ти, Решат. Среќен празник. Среќен празник. Среќен празник. Среќен празник. Фердо, треба да завршиме нешто, ајде. Што тоа? Брат, треба да завршиме нешто, бе, ајде. И Господе Боже. Добро, до гледање, среќен празник. Среќен празник. Гледаме. Среќен празник. Чо? Благодарам, Среќен благодарам. празник. Ворете. Доста. Аха, ајде, благодарам. Девојко, доста. Среќен празник. Боже, господи. Господ Гелмац, може ли да ве прашам нешто? Не. Господи Боже. Девојко, зашто стоиш тука и се смееш? Среќен Господи. празник, бато. Фала ти. Господ да те казни, Исмаил. Благодарам. Фала ти. Благодарам. Ајде, Бурел Исмаил, од овде. Кажете ми сега вие тројцата, зошто не ја посетивте мајка ви за празникот? Мајка ми ќе дојде, чичко Дузѓун. О, на вистина. Ќе се запознае со Јабрак? Ако даде Господ, мислам, дај Боже да се запознаат. Вечерва ќе се сретнеме во Мармарис, а потоа ќе одам кај Бато Решат од таму. Дај Боже. А ти? Јас? Мајка ми е дома. Може би ќе дојде, кој знае, ама дај Боже. Ако не сега, ќе ја замолам да дојде наскоро. Мајка ми знаете дека е почината. Да, знам. Бог да ја прости. Господе ја прости. А твојата? Мојата. И мајка ми требаше да дојде. Ама зашто да дојде, чичко Дузѓун? Зошто кажете? Зошто да викна мајка ми, а? Добро, добро. Сакаш поканија? Сакаш не. Сега штом ги пробавте колачите и зедовте колонска вода, слободни сте. Одењето на гости во селото треба да трае кратко. Затоа треба да станете и да си одите. Ајде, станете сега. Чекај. Добро. Нема ли десерт? Така се слави празник, затоа прашувам. Не, оваа година нема благо. Ќе одете десетка и некој друг. Ајде, станете и одете. Ајде. Ајде. Поздрав. Среќен празник. Среќен празник, ќе земам уште едно Ајде. колаче. Ајде, со здравје. Види ги бе, безсрамници. Да се немало срам, цела кутија сладка их зедоа. Ајде. Ајде, сега да се облечеш. Многу сум нервозна, Дадо. Ај, да сум на твоето место и јас би била нервозна. Ќе бидат сите шокирани штом ќе те видат. Да се облечам ли сега? А, не облекувај се веднаш. Не, прво ќе се нашминкаме, па да не се извалкаш. Сега ти седни тука. Ете така, јас полека ќе те нашминкам. Ајде сега да почнеме.
Ти направив лимонада, бато? Добро. Изгорев. Бато, размислував нешто. Мислам дека откако дојде тетка Елмас од Истанбул, може би сака да прошета за празникот. Во право си, така е. Мислам дека може да одиме на плажа заедно. Абе, мислам дека ќе кажеш нешто паметно. Не може. Зошто, бато? Зошто? Зошто да не можеме да одиме на плажа и ние? Господе Боже, Уф, добро. Во ред. Не кажувам веќе ништо. Ќе одам да се измијам. Добро, стави малку вода на глава. Ти прегреал мозокот, главата измија со вода. Господе, помогни ми. Господе, што направи? Каков греф направиш за да ми дадеш ваква казна? Тато, имаме прашање за тебе. Загрижени сме за Ѓулѓун. Рече дека ќе се врати за Бајрам. Дојде Бајрам, ама Ѓулѓун не се врати. Ја нема. Да, Ѓулѓун многу не недостасува, тато. Да, и доволно и е таа казна, тато. Ѓулѓун нема да се врати. Ќе остане кај тетка и. Цело време чекам да ми јават и штом ќе ми јават, ќе имаме заеднички ручек во Којджејс. Дори тогаш ќе ја видите сестра ви. Тато, каква вест? Кога ќе стигне ќе ви кажам. Сега не можам. Овој пат тато е многу сериозен. Навистина, се плашам дури да прашам нешто. Господе Боже, што се случило со сестра ни? Ама дадо, зошто не го прашаш тато што се случило? Сега додека е толку луд? Мислам дека не треба да вршиме притисок врз него. Не, ќе му направам притисок. Ќе одам и ќе дознам што се случило. Тато? Излези, Черко. Излези. Тато, што се случило? Ништо. Излези, ајде. Дадо? Тато плаче. Што? Навистина? И јас изненадив и тоа многу плаче, татко, не знам. Господе Боже, што се случило? Што? Не знам. Рече да излезам од собата. Ајде, додиме сите заедно. Ако влеземе заедно, нема да каже ништо. Ајде. Господе мој, чувај ми ги керките. Тато, добар ли си? Добар сум, Черко, добар сум, ништо не е. Тато, што е сега? Зошто плачеш? Понекогаш и татковците плачат. Ти воопшто не грижи се. Ајде, дојде ваму. И ти, дојди, Черко. Боже. Кој, господе, каде се луѓево? Почекајте вие малку. Ќе ги викнам. Газда, дојдовме со имамот. Каде сте? Тука сме, Ерол, сега ќе дојдеме. Ајде, Черки. Одете, пречекајте ги гостите, а јас ќе дојдам малку попосле. Ајде, одете. Одете и направете така како што ви реков, ајде. Додиме.
ја седнете. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Бато Фазил, зошто не седнете повелете, ајде? Ајде. Фала, ќерко. Тато ќе дојде за кратко. Нека дојде да му честитам Бајрам. Среќен празник нека ви е. Среќен празник, слушај. Како така, бакни му рака на Бато. Господ да ви даде разбирање. Повелете, господјо Елмас. Дадо Елмас, среќен празник. Фала истој на тебе. Здраво, сестро, среќен празник. Среќен празник. Мајка ми доаѓа вечерва, требаше со неја да дојдам, ама решив да не чекам до вечер. Сепак ќе бидам зет да не се свати погрешно, затоа порано дојдов овде. Добро си направил. Може погрешно да се разбере. И јас, а ја прак воопшто не би го разбрала тоа. Аха, а ја прак каде е таа? И неја сакам да ја честитам празник. Внатре се облекува. Ке свириш со тапани на плоштадот и тогаш ќе ја видиш. А што значи тоа, Дадо Елмас? Звучи како стар обичај да не може да се види невестата пред венчавка. Лас, како тоа разговара со господја Елмас? Што реков сега, јас само сакав да честитам празник на свршеницата, не кажав ништо. Слушај му, големата господја Елмас седи пред тебе. Почитувај го тоа. Добро, во ред. И, ќе ми сварите ли кафе за празников, а? Доне ќе ти направи кафе. Зошто јас да му направам? Доне, кој ќе го направи ако не ти? Господја Елмас ли довари кафе? Ти ќе свариш. Ајде, станувај. Ајде бе, едно кафе. Ајде бе. Среќен празник уште еднаш. Фала. Господи Боже, јас не знам што му е на војчичко Дуздјун. Абе, за Бајрам не ни погледна. Повторно ние виновни. Јас овде нешто не разбирам. Што сака тој човек од нас? Не знам што сме му направиле, не го разбирам тоа. Може би дознал дека се скарав со Ѓулѓун, може би, а? Можно е. Дознал ли вака се однесува? Видете само. Ја испрати Ѓулѓун надвор од селото. Ја нема девојката ни за празник. Бога ми, брате, може ли да ти кажам нешто? Ова го зборувам врз основа на моите чувства. Мислам дека овој чичко Дуџун нешто смислил, ама не знам што. Навистина. Бато, јави се на Ѓуѓун и праше зошто не дојде. Телефонот е исклучен, брат. Цела недела звонам. Ама недостапна е. Ето. Пак исто, гледате ли, а? Што? Вели подацна. Синко, ке полудам јас. Не, зборува ли таа девојка воопшто со некоја дома? Тоа не е можно. Комуницира со нив. Ама има нешто поради кое го исклучува телефонот после разговорот со нив. И затоа што мајче не извони постојано, не може да го улови моментот. А не прашувате зошто не се јавувам? Па првиот ден кога замени пратив порака. Не одговори на пораката, затоа што пораката не ни стигна до неа. На телефонот се гледа дека е испратена. Ама не е примена. Значи од тогаш не го вклучила телефонот. Добре дојдовте. Добре најдовме. Нека ви е среќен празник од Бајрам. Среќен празник. Како сте? Среќен празник нека ви. Нема потреба, седи. Пала. Тато ти падна телефонот. Дај ми го, ќерко. Ајде, имаме гости. Донесете нешто за празникот, да ги почестиме гостите, ајде. Веднаш, тато. Ајде, дојдете да ми помогнете. Девојки, нели тоа беше телефонот на Ѓулѓун? Да, незиниот е. Значи тато ја го земал телефонот, а? Господе Боже, затоа не можеме да ја добиеме Ѓулѓун. Толку дена помина од како отида. На вистина греота. Овој пат тато многу строго ја казни. Како и да ајде, да однесеме нешто сладко да не се посумнева тато. Да одиме. Доволно е, чисто е, сјае веќе. Не е доволно. Чистењето за празник е посебно. Ама и јас не сум измил толку темелно. Ми се како сакаш бе, Фердо, што ми е гајле? Зошто ми го кажуваш тоа? Во нечист минибус ли ќе седиме? Добро, види. Да завршиме со тоа и да одиме кај Дуздјун, треба да разговараме. На вистина бе, брат, кога спомна работа се сетив, после празников овој решат, можеби ќе ни ги одбие парите и спонзорството, знаеш ли, а? Ако одбие, нека одбие, можеби и подобро. Да не даде? Па како ќе работиме ако не даде бе? Како ќе платиме за производите на Дуздјун? Со бак не жили, а брат? Да,
На истиот начин како што ја бакнуваш тетка ми, така и чичко Дузгјун. Абе, мангу па ќе залепам метлава, ќе видиш, ќе ми одговориш ли сега на прашањето или не? Не мисли ли дека ти ја дал керка му? Да, мисли. Добро, ти ќе дадеш предлог. Ќе кажеш дека полињата се наши, а производите нивни. Да ни дозволат да ги земеме, да ги продадеме и потоа да платиме. Ти веќе си му зет, нема да те одбие. Да, ти кажам, може да се обидеме. Види, ова е мојот план. Татко ми да не му продава ништо на решат. Дузгјун и јас ќе се договориме, ќе произведува храна и ќе ни продава, а ние на пазар ќе ја продаваме. Ќе заработиме пари и нема да ги продадеме полињата. Што мислиш? Одлична идеја, ама ќе успее само ако го убедиш Фикри Саби. Ќе го убедам, не грижи се. Така фамилијата на Илгјун ќе ги изгубат и домот и производите. Ќе заработиме пари, нема да ги продадеме полињата. Тој човек порано или подоцна ќе открие кој сум. Ако не го знае сега, ќе дознае матично. И што ќе правиме тогаш, бе, а, Фердо? Само се жалиш, зете. Да, ќе дојде тој ден. Не грижи се ти, Дузгјун прво мене ќе ми ја даде Илгјун. Еј, господе, каков решителен човек си ти. Навистина опасен си. Ајде наполни ја барем катава со вода, биди корисен за нешто, Фердо. Еј, господе. Баторешат, всушност сакав да ти кажам нешто. Зборувај, те слушам. Сакав да те прашам дали може колата да ми ја дадеш. Да одам до Мармарис да ја земам мајка ми и да се вратам назад веднаш. Не може, мене ми треба. И како ќе одам сега до Мармарис јас? Што ми е, гајле, мене? Да, признавам, така беше. Не, со автомобилот ќе одиме на празнично возење. Подобро земи такси и оди по мајка ти. Таксито 150 лири ќе ме чини. Многу ли е 150 лири? Ако нема 150 лири, што доаѓаш во моја куќа да ја бараш девојката? Не сакам јас, алкохол има, не. Сико, не мора да пие, само истиги рацете. Господе Боже. Не сакам, за секој случај, алкохолот е многу штетен, инаку баклавата ви е многу вкусна. Многу е сладка. Одлично ми дојде. Прекрасна сте ја направиле, навистина. На здравје. Господи Боже, аман бе, шекерот во баклавата е поштетен од алкохолот во телото, така да си знаеш. Место да велиш дека алкохолот е греб, подобро откажи се од твојата очност за храна и тоа е греб. Да си ми жив и здрав, имам Ефенди. Многу бобо кажавте. Тогаш да станеме и да си одиме. Вечерта на Бајрам посетите треба да бидат кратки, така велат, ајде. Седи. Имам Ефенди, не изеде ни едно парче баклава. Да, во права е, да. Ајде, изеди. Господи. Да ви се послатат рацете. Господ да ве благослови. Мене ми е доволно. На здравје, нека ви благодарам. Не, јас ќе си ги изедам, остави. Благодарам. На здравје. А што да правиме? Да одиме до кај баба Нурие. Знам дека е жешко, ќе одиме тогаш со колата. Ама баба Нурија и другите не се тука, замина. Каде замина? Да име не ја поканија за Бајрам од општината без тебе. И баба Нурија сакаше да оди, и јас ходам, па заедно отидоа. Велеше дека сака главниот град да го види, па потоа ќе оди во Бестепе, па во Анкара. И така речат, така ќе прави, ќе патува. Господе Боже, видја ти баба Нурие, чекаше, дури после 70 години се охрабри да патува. Да не слушне ѓаволот, само да не им се случи нешто на пат за Анкара. Не дај Боже такво нешто. Не дај Боже, зошто зборуваш така и го повикуваш злото? Ама не, затоа што го посакувам јас тоа. Нели рече дека баба Нурија е храбра жена. Мене изрека оној што ќе се изгуби во животот после 40 години, нема да му дојде ништо добро и се сетив на тоа и затоа го реков. Ајде стануваме, Бајраме. Да не им го расипуваме расположението. Ајде да одиме. Ајде да одиме. Среќен празник. Среќен. Господе. Среќен празник. Ке ти зачувам јас од ова баклава, не се секи. Среќен празник. Ајде. Се најдобро. Ајде. Чао. Ајде. Овој ке изедеше цела тепсија. Зете, доста. Види, ајде, доста, да си одиме веќе. Абе, дај не трскај глупости, треба да си изчисти внатре, бе, Фердо. Ке ти покажам јас како треба. Таму е чисто, сјае. Доста е, уморен сум. Ако не дојдеш, ке си одам сам. Добро бе, ајде, добро. Немој, чекај, застани. Ајде, земи ги барем овие. Ајде, земи ги бе, Фердо. Еј, вр, само збориш. Ајде, земи го ова и затвори тоа устата. Мелеш како воденица.
Види ми ги панталони какви ми се нечисти, а тој само зборува. Мангуп. Изгледа Јапрак нема да дојде, а? Ќе одам јас по неа. Не чекај, случајот Јапрак ќе потрае. Добро. Среќен празник уште еднаш, ајде. Среќен празник, ајде бегај. Ајде, поздрав. Господи Елмац, извинете, ама не ме погледнавте во лице точно 8 дена, 6 часа и 20 минути. Ако не верувате, еве го часовникот. Видете и сама. 8 дена, 6 часа и сега станаа 21 минута. Повели, види. Овој часовник од татко ми е... Добро. Господине Решат, не мачете се непотребно. Додека не се предомислите за Јапрак и венчавката со Лази Исмаил, ете вака ќе биде. Девојко, што седиш овде? Не гледаш ли дека разговараме? Оди прошете малку. Бато, што убаво си зборувате вака како бранови? Ајде, станувај, уште се инатиш, а? Станувај брзо, ајде, оди. Добро. Тврдоглава една. Господи Елмац. Морам да ја омажам, господи Елмац. Ово е село. Ако не се ожени со Лаз Исмаил, кој ќе ја земе? Колку повеќе зборувате, толку ги влошувате нештата. Јапрак не ја сака оваа венчавка. А со оглед на вашиот став спрема одлуките на жените, го завршувам овој разговор. Не можам да разговарам. Ви велам дека се согласувам со се. Ама мислам дека не ми веруваш премногу. Да. Зошто да лажам, господине Решат? Немам многу доверба во вас. Да, Решат е виновен. Се разбира, бидејќи не можев да ја придобијам вашата доверба, тоа е мојата грешка. Јас сум еден од оние кои ги бараат грешките во себе. Ама чекајте, бидете тука. Чекајте, ќе ви докажам дека можете да ми верувате. Чекајте овде. Бидете тука. Тато, сакаме да те прашаме нешто. Прашај да видам и без тоа од утринава се врткате околу мене. Телефонот што ти падна прииска од джеп на подот, нели е тоа телефонот на Јулѓун? Да, тоа е нејзиниот телефон. Па што прави кај тебе? Кога ја носев кај тетка и го фрли во колата и таму остана. Стигнаа гостите. Одам да ги поздравам. И каква жестина, брат. Добре дојдовте, добро ми дојдовте. Како сте? Бакам Остави рака. раката ме влегови натре. Полека да Дојди, ајде, влези ти, ајде, Полека влези, со него, влези. ајде. Да, така. Ајде, повелете. Повелете, господи Елмац. Што е ова? Договор. Ама јас како оние фудбалски почетници. Не ми треба тоа, не ми треба, господине Решат. Добра, повели. Повели. Господине Решат, смешен сте. Јас, смешен. Добро. Повели. 5 документи. 5. Да, 5. Знаете ли, многу го сакам бројот 5. Се уште ли не разбираш, господи Елмас? Господи Елмас секси. Како се викам јас? Коптагел. Како се презивам? Беш. А како се викаш ти? Елмас. Како се презиваш? Екси. Знаеш ли која е мојата цел во животот, а? Ти да бидеш Елмас, Екси Беш, разбираш? Свати го веќе тоа.
Добро тогаш. Ке ги земам јас овие. Се предомислив. Ама имам еден услов. Што е тоа? Да ја завршите работата со Јапрак. Добро, се согласувам. Кога? Веднаш. Штом го видам Лас Измаил, веднаш. Добро. Јадењето е поубаво со босилек. Без босилек не е исто. Не се осеќа многу, не можеш да го видиш, ама сепак има голема разлика. Ептен голема. Стави малку колонска, ајде, дај да се измиеме, ајде, кој е така, браво. Гунчарко, свари ни по едно кафе, јадевме благо и него осетивме кафето. Ке го испиеме кафето и ке разговараме за обичаите. Абе, каква жештина, сигурно, не знам, има 100 степени, жив ми се, вријам јас. Така е, во ова време знае да биде и пожешко. Ќе паднам во несвест, ако не е проблем да земам уште малку тоа колонската, може ли, а? Е, вака да ставам малку да... Секако, ставиш уште. И на главата, и на косата, протри се малку. Горам жив ми се, горам се запали, верувај ми, брат. Машала, е така. О. Што ти е, бе, синко? Абе, гораме, вистински гораме. Човекот гори, ајде, излези малку, помагате, терки. Абе, колонска вам изгоре, лелелеле. Абе, горам, пече. Изгоре капетанот, изгоре детето, ки изгореме како? Му прегреа моторот. Мора да се излади сега, за да проработи пак. Инаку работата не ја бива. Бато, што правиш ти? Абе, лошо беше, ама сега е подобре. О. Многу е смешен. Така му треба. Откако ми го изгоре срцето, сега и ова му е малку. Беше жешко, ама убаво си излади вака. Добро ми дојде да ти кажам. Јапрак, што правиш? Што да правам, дадо? Чекам овде. Добро. Добро, да. Добро, ама колку долго чекам затворена овде? Едва и дишам овде. Не можам да земам воздух. Добро, уште малку остана. Биди трпелива, уште малку ќе се спасиш. Разговарав со брат, ти го убедив. Штом го види Лаз Исмаил, ќе му каже дека се предомислил. Навистина? Се колнам. Ај. Колку ме израдува, дадо. Што правиш? Ќе ти се расипе шминката, смири се. Сега ќе изиграме уште една мини игра со брат ти. Кога ќе тргнеме, ти ќе излезеш на балкон и ќе не гледаш. Немој да излегуваш додека не заминеме. Тогаш ќе дојдеш на плоштадот. И кога ќе почне музиката, ќе дојдеш и ќе седнеш до мене, добро? Добро, дадо. Ајде, се гледаме. Господине Решат, знаете ли што се случи? Госпоѓа Елмац, со вас може се да се случи. Ако кажете дека гори селото, нека гори. После толку време повторно разговара со мене. Нека изгори цел свет, многу ми е гајле. Така да знаеш. Ме разбра? Ај, добро, тогаш да одиме на плоштадот, ке почне музиката. Ајде да одиме, да ја земеме Јапрак со нас. Јапрак само што излезе од дворот и тргна на кај плоштадот. Глупава. Да имаше малку мозок, ќе речев дека е наивна, ама не е. Ај, господине Решат, зарем не ви беше гајле и да изгори светот пред малку? Да, како што реков. реков. Да, рековте. Ајде да тргнеме, ќе ја стигнеме Јапрак. Ајде да одиме, ама полека, имам високи подпетици. Да, бато, во право е. Јас не гледам добро кога не е до мене брат ми, затоа одам полека. Верувај ми, бато, така е. Аха, добро, одиме. Доне душо, фати се за раката на брат ти. Ајде. Господе. Замолчи се да не ти ја закачам една. Па то беше толку смешно. Во странските филмови се случува таткото или братот да ја однесат невестата до зетот. Исто и за тебе во твојата рака, во раката на Коптагел. Се слушаш ли што зборуваш, Господи Боже? Тргни рака. Види го ти ова.